Зошто да се запишеш музичко? Убаво прашање. Ова прашање можеби има повеќе одговори. Музичкото училиште е едно прекрасно место. Музиката е една од најубавите струки што може човек да се занимава. Бескрајни, возвишени емоции. На времето, луѓето се запишвале за да бидат следниот Моцарт, Бетовен или изведувач како Паварот. Така да е креативно место. Из годините излегле едни од најголемите музички имиња во Македонија. Имав големата среќа да бидам дел од државното музичко училиште во Битола, кој ден денес важи за една од најдобрите образовни институции, не само во Македонија, туку и на целиот Балкан. Имавме прекрасен класен раководител Василчо Пецаковски. Сите професори се премногу. Има од кого да научиш, има кој да те инспирира. Од професорите научивме многу. А бога ми други се запишвале за да бидат Павароти, само за кумото, сваќате и така натаму. Но и моментот кога за прв пат ќе одсвирите или ќе отпеете нешто да кое што претходно сте сметале дека е невозможно да го направите. Музиката е универзален јазик. Сите можат да разговараат, да се дружат со овој јазик. Заради тоа што е единствената уметност која што не може да се допри физички, туку може само да се слуша. И тоа е еден убав феномен кој што ако го практикуваш во професионални води, ќе добиеш многу различни видици во животот. После тоа луѓето се запишуваа за да бидат Тоше Проевски. Морам да бидам искрен, професорите на времето тоа го мразеа многу. Сам тие си го сакаат Тоше секако учениче му беше. А са тие предават класика, ти тука му идиш по песни сакаш да пееш, кој си? Некои од тие мои пријатели од детството сега се професори во тоа музичко училиште. Арнама времињата се менува. И бога ми од тогаш има уште еден тон познати личности интересни да речем. Што имат учено таму и што направиле нешто во живот. Од пеачи, од инфлуенсери, од чуда, од луѓе што пеат, свират, вака компонират нешто, видеа, прат, што не прат. Малтер, плочки, паркети, од се по нешто. Пример можеш да бидеш следниот Димитар Андоновски. Или Ламбе Лабаковски, или Мими со југот. Знам што треба. Или на пример некој овде вака. Бе сваѓа, затоа последниот не знам дали сакаш да бидеш, ама добро. Моменти што би ги издвоила се пеењето на едни исти песни по 100 пати на ден, без да ни досадат. И ден денес тие песни кога ги чуеме не потсеќаат на тие убави моменти на времето помината заедно. И ми се буди насмевка на лицето. Голем број на спомени, првиот јавен час, првите аплаузи. Сите патувања кои ги имавме надвор од Битола, странство кај што одевме, концерти, дружењата. Ама шала настрана, ако стварно сакаш да изучиш музиката како што треба, ако сакаш да се занимаваш со музика без разлика дали професионално или само како хоби, или ако си просто љубител на музика, тогаш мислам дека музичко е најдоброто место за те. Верувам дека е од непроценлива важност за сите луѓе кои длабоко во себе чувствуваат дека се надарени за уметност. Музиката е единственото нешто што прави смисла кога ништо друго не прави смисла. И ако се гледаш себе си на сцена или во студио или како компонираш, тогаш изборот музиката да ти биде професија е една од најубавите работи што можеш да ги направиш за себе. Еве ги советувам сите оние кои сакаат да изучуваат музика, се нурнат во длабочините, тајните на океанот што се нарекува музика, да се запишат во средно музичко училиште. Што значи ако на било каков начин сакаш да градиш музичка кариера, без разлика во кој стил, без разлика дали професионално или само свирки сакаш да правиш, животот ќе ти биде многу полесен ако се образуваш музички. Преку музиката подобро ќе ги разберете емоциите на луѓето кои што се околу вас. Музиката ја подобрува самодовербата, подобрува концентрацијата, го подобрува помнењето. Активира дел од мозокот кој што не е активиран со други струки. Тоа е креативноста. Широки видици. Пошто ако ништо друго кој те прашат од кој тоналитет ја пееш песната, ќе знаеш да му одговориш, нема да дремиш како збунет, како да ти имат прашано нешто од нуклеарна физика. И за зошто е најдобро да учите музика е уствари истиот муавет со ова. Најдобро е заради тоа што музиката е слобода. Уметноста воопшто е слобода. Музиката те учи на дисциплина, на трпеливост, на тимска работа, што се едни од најубавите особини што можеш да ги имаш како човек во било која улога во животот. Да го искажувате она што го чувствувате. Вистинско уживање да се занимаваш со музика. Не е лесно, воопшто не е лесно. Меѓутоа е прекрасно. Без разлика каде животот ќе го однесе младиот човек во иднина. Фактот говори дека музиката дава огромен придодес во формирањето на личноста и секако во облагородувањето на. И фала Богу кај што има музика е далеку повесело од било каде на друго место, што кој пејзло не мисли, така? Плюс музиката сама по себе терапија, бе, брат. Без разлика дали си нервозен, тажен, среќен, каков сакаш биди. Музиката за се има одговор. Плюс ќе запознаеш еден тон кул луѓе. Многу нови пријателства и другарства кои што верувајте ќе ви останат. Пријателства кои траат ден денес. Како една голема фамилија сите функциониравме. Дали си прва или си четврта година, сите сте тука едност. И ако сакаш да бидеш дел од една фамилија, да се запиши средно музичко училиште и да се подготви во едно музичко патување незаборавно кое верувам ќе го има.